Opel Corsa е еден од најпопуларните мали автомобили во Европа. На сите пазари бележи добри резултати, а во Германија е и најпродавана во својот сегмент. Opel мораше да направи нешто за да ги задржи своите купувачи и за да го зголеми интересот на Corsa. Па затоа и даде сосема нов изглед. Предницата е во стилот на останатите модели на куќата кои го нарекуваат визор. Што се однесува до останатите елементи околу рестайлингот, не е многу направено во димензиите. Таа ги задржа своите димензии, но доби и потполно нов заден дел. Тука се забележуваат големите браници кои ја сменија формата, светлата, но и надписот Corsa. Сега сериски овој надпис ќе биде на секоја Corsa, бидејќи до сега само едицијата за 40 годишнината од производството на Corsa го имаше овој ексклузивитет. На самиот почеток на продажбата Corsa излегува во своето електрично издание. Ја има технологијата на Stellantis, но поради поголемиот квалитет и густина на батериите, сега има изголемена автономија. Некаде околу 400 километри би требало да помине со едно полнење. Исто така, Corsa ќе има две електрични верзии. Познатата со 136 конски сили, но и далеку посилната од 156 конски сили. Во внатрешноста Corsa порасна во својот стил. Целата опременост на електричната варијанта е богата и таа е на ниво на поголемата Astra. Во внатрешноста се гледа дека е вграден новиот инфозабавен систем, а пред возачот имаме и пристоен дисплеј кој ги дава сите податоци околу возењето. Квалитетот на изработка е нешто подобар, како и материјалите кои се гумирани. Ми се допаѓа што покрај големиот екран, осетлив на допир, имате и физички манипулатори за клима уредот. Целиот амбиент во внатрешноста е пријатен и ергономијата е на завидно ниво. Corsa во своето електрично издание е извонредно тивок автомобил. Кога крстарите по градските улици, како да лебдите над асфалтот. Но се чувствува оној типичен германски, типичен Opel сетап, иако ја дели основата со останатите електрични мали автомобили на групацијата Stellantis. Имено, се чувствува не само робусноста, туку и доста потврдото потпирање, што не значи дека тоа не е удобно. Corsa сепак е направена да пружи едно чувство на возење на класичен автомобил. Во градска средина Opel Corsa се чувствува како риба во вода. Електричните автомобили се скроени за урбаните средини. Тие исто така се добри и на отворен пат. Новата Corsa има модифицирана батерија. Наместо 50 киловат-часови сега има 51 киловат-часови. Но во самата структура батеријата е сменета. Има помалку келии, но тие се поголеми и имаат поголема густина за можност за абсорбција на електричната енергија. Па затоа е изголемен дострелот, односно автономијата. Таа изнесува спрема WLTP циклусот на возење над 400 километри, поточно 403 километри. Таа автономија е сосема добра за возење на средни дестинации. Кога ќе се испразни батеријата на брз полнач од 100 киловати, можете да ја наполните за 37 минути. Тоа време ви дава за можност
дневно да поминете дури и многу повеќе километри. Електричниот мотор е исто така модифициран, па тој има и подобри перформанси. Корса може лесно да забрза од 0 до 100 и требаат 8,1 секунда, што е сосем пристоен податок. Меѓу забрзувањата се одлични. Електромоторот овозможува 260 Нм вртежен момент кој го имате од почеток до крај. Крајната брзина на Корса е разумни 150 км на час и таа е електронски ограничена поради практичноста и поголемиот домет. Веќе вообичаено во групацијата Stellantis се сите автомобили да имаат модуси на возење, но кај електричната Корса тие имаат една поинаква улога. Да, има 3 модуси на возење, тоа е економи, нормал и спорт. Кога го возите автомобилот во модус економи, тогаш моторот испорачува околу 75 конски сили, а додека во нормал модот се испорачуваат 103 конски сили. Доколку сакате да ги добиете сите 156 конски сили, тогаш требате да го возите возилото во модусот спорт. Но и да возите во еколошкиот модус на возење, кај што најмногу се штеди струјата и најмалку испорачува моторот сила. Доколку ја притиснете педалата за забрзување до крај, тогаш на располагање ви е сета сила на моторот. Во Германија започна продажбата на Корса. Таа не се нуди само во своите 2 електрични изданија. Напротив, во почетокот на следната година ќе биде понуден и хибрид, благ хибрид, кој ќе ја зголеми силата на 1,2 литрениот 3-цилиндричен турбобензински мотор. Обновената Корса во Македонија треба да стигне во првиот квартал на идната година во сите своји изданија, па дури и електричната. Таа ќе чини високи 36.200 евра, цена која не е атрактивна за просечниот македонски купувач, кој е ориентиран на поевтини изданија. А кога се однесува на поевтини изданија, тогаш може да се размислува за оние со мотори на внатрешно согорување. Тука некаде завршува моето возење на обновената Opel Corsa, но не прекинува моето дружење со Opel Corsa. Corsa во своето портфолио има и спортски гени, а од пред 2 години Corsa има надпреварување, односно има свој рели куп во рамките на европскиот шампионат под покровителство на ADAC. И тоа е во електрично издание. Ќе имам честа и задоволства да бидам возен од рели асовите кои се надпреваруваат со електричната Корса. Но пред да се влезе во рели автомобил мора да бидете прописно подготвени. Подготвен сум да се сместам во внатрешноста на Корса Рели. Видете колку малку простор има, ја не знам дали ќе успеам од прва да влезам. Ова беше тесно. Хај. Hello. Со мене е Тимо. Тој вози за фабричкиот тим на Opel и ќе ми ги покаже неговите мајстории, но и можностите на неговата електрична Корса. So, have fun. Thank you. Јас сум подготвен за возење. If you're ready, I am. Yeah. So. Електричните возила се познати по својата експлозивност, но сега имаме и вештачки звук.
pa da vidimo kako će zvuči to. Wow. Bravo, majstore. Informacija od vozača дека моторот има 136 конјски сили од најобичната електрична корса, но исто така и незината батерија е со истиот капацитет. Стандардна батерија, стандарден мотор и како што ми кажа Тимо, немале никогаш никаков проблем ни со прегрејување на батериите, ниту на моторот. Тој го исклучи вештачкиот звук на автомобилот и сега се препознава оној прав карактер на тивките електрични автомобили. Ова беше прекрасно искуство. Тука завршува моето возење со Opel Corsa на вистински начин. Јас ви посакувам се најубаво до нашето следно гледање за 7 дена. До гледање.